Историска победа на македонците во Грција, вака Димитри Јоану, еден од основачите на Центарот за македонски јазик во Лерин, ја коментира пресудата на Леринскиот основен суд, кој ги поништи сите барања да се забрани ова здружение на македонците во Грција. Центарот е регистриран лани во јули, пошто веднаш следеа тужби за негова забрана поднесени од неколку екстремно десничарски организации и политички партии во Грција, а едно барање беше лично од јавниот обвинител во Леринскиот округ. Тоа е една голема, една историска победа за нас, едно големо задоволство, правно задоволство, што нашата борба децении веќе почнува да вродува плод. Беше едно големо изненадување, но и една потврдување дека сме на добар пат да си ги оствариме нашите основни човекови права. Првото судење беше одржано на 16 февруари, а од Центарот за македонски јазик велат дека ги представија своите аргументи, меѓу другото и со презентирање на докази за признавањето на македонскиот јазик од страна на грчката држава пред повеќе од еден век. Судот сите барања за забрана ги одби како неосновани и неприфатливи, со што Центарот за македонски јазик во Грција останува законски регистрирана невладина организација. Се обидуваме да го негуваме и да го напредуваме македонскиот јазик, да притиснеме за да влезе во основното и во средно образование, како и во факултетите, во тие места кај што се зборува, а исто така и да почне да се користи повеќе јазикот преку публикации, преку семинари, преку разни средби. Некогаш ни изгледа дека се многу тешко може да се остварат, но полека гледаме дека работите се менуваат. Еве ова судска победа го потврди се до тоа. Од Центарот за македонски јазик во Грција велат дека ваквата пресуда, иако очекувана од правен аспект, сепак пријатно ги изненади, ако се имаат предвид досегашните состојби во Грција. Ја поздравија одлуката на судијата, кој ги отфрли барањата и тужбите за забрана на ова здружение на македонците во Грција.